Почитувани, Зоран Заев е премиерот кој нема да и фали на Македонија. Премиерот кој не однесе на 111-тото место на листата на Transparency International, премиерот заради кој од Стейт Департментот бевме окарактеризирани како држава во која американските инвеститори посочуваат на корупција и неефикасност на институциите. Премиерот со кој државата и неговата влада го добија епитетот хибриден режим од угледниот магазин Економист. Зоран Заев е најнеугледниот премиер на Македонија, кој треба да оди во заборав, но грешките и проблемите кои ги предизвика ќе се развлекуваат со години. Зоран Заев е премиерот кој нижеше само капитулации. Ја донесе државата во подредена положба и во односот со Бугарија ја понижи. Заради Заев, Македонија добива нови уцени, блокади и кочења. Зоран Заев е премиерот кој отвори многу прашања, а не затвори ниту едно. Правосудниот систем стана заробеник на власта. Судски пресуди се диктира и се уште се диктираат од него или луѓето околу него, а обвиненија се конструираат по нарачка. Осуди луѓе на 200 години затвор заради лични хирови, спротивно на сите начела на правото. Ги злоупотреби институциите за систематски рекет, а кога неговото име ќе се спомне во судница, тој што го кажал, веднаш се изфрла надвор. Јавното обвинителство не се осмели да подигне едно обвинение против Заев, а индиции и факти имаше многу. Заев од државата направи поле со марихуана, каде неговите братучеди и пријатели го држат целиот бизнис со канабис, а шоферите на неговите братучеди шверцуваат дрога во тони. И никој за тоа не одговара. Зоран Заев ќе остане запаметен како човек кој заедно со министерот за здравство Венко Филипче бараа провизии и од вакцини. Народот 5 месеци одеше по околните држави да се вакцинира, затоа што Заев и Филипче не се испазариле за провизијата и не набавуваа вакцини. Заради неговата неспособност, од ковид починаа луѓе, колку што жители има Едноберово, Крушево или Кратово. Земјоделците бе оставени на цедило. Ниту имаше сигурен откуп, ниту високи откупни цени. Трудот на земјоделецот беше потценет, а кога земјоделците излегоа на протест, тој им пушти полиција за да ги тепа. Зоран Заев е човекот под чиј диктат се укинаа учебниците. Еден инфраструктурен проект нема завршено, ниту тие наследени од ВМРО ДПМН не може да ги заврши и по повеќе од 5 години власт. Зоран Заев ќе остане запаметен како најголемата непогода која се случила на Македонија. Никој нема да тагува по Заев, а народот ќе тагува по се она што тој му го одзема. И оставката на Заев не е морален чин. Тоа е чин за спас и обид преку инсталирање на свој пион како Димитар Ковачевски да се спаси од одговорност. Владата на СДСМ во најава е влада со краток рок на трајање. Народот бара избори и изборите се единствен начин државата да го заборави заевизмот и да тргне напред. Ви благодарам за вниманието. Дали имате прашања? Повелете. Добро, ако нема да почнем јас. Госпоѓо Стојановска, долго време баравте оставка на Заев и оваа влада каква што е, ама сега еве и официјално веќе не е премиер или е во оставка, седно. Вие пак зборувате за Заев, и тоа е првото прашање, зошто? Целиот акцент го ставате на Заев кој веќе и не е премиер и со кои факти располагате за да тврдите дека Ковачевски, веројатно идниот премиер, најверојатно, е пион на Заев и продолжена рака? Ви благодарам. Па ние зборуваме се уште за Зоран Заев затоа што се тоа во што е оставена Македонија во жива песок, би рекла, е само последица на делувањето, односно неделувањето на Зоран Заев изминативе 5 години како премиер на држава, штитејќи ги сите други интереси, освен интересите на народот во Република Македонија, што се однесува до сега веќе во оставка заменик министерот за финансии Димитар Ковачевски, кој што е буквално откроиран од Заев и токму заради тоа имаме причина да кажуваме
чуваме дека Димитар само ќе го продолжи заевизмот во текот на владата доколку би го добил мандатот, доколку би успел да ја состави, затоа што гледате, го видовме неговиот поклон кога Заев нели организира да се гласа за него, гледаме како го носи со него при преговори со алтернатива на меѓународни средби и така натаму, ништо друго не би очекувало од една ваква личност која што се покорува пред неговиот лидер кој што Македонија ја доведе буквално во банкрот. Благодарам јас.